Извршниот одбор на Сдруженијето на пензионери од Кочани во понеделник на 28 декември во просториите на пензионерскиот клуб Кај Колор ќе одржи својата редовна седница на која ќе биде направен избор на комисии за тековни активности, комисија за годишен попис, како и донесување одлука за времено финансирање на пензионерската организација за првите 3 месеци од наредната 2016 година. Инаку, Сдруженијето на пензионери на Кочани пред крајот на календарската година реализира посебни активности кои се однесуваат на хуманитарен и социјален карактер и истите се наменети за пензионерите кои се осамени и болни, како и на пензионерите со ниски лични примања. Сумирајќи ги резултатите поднапред реализираните активности на терен, Кочанската пензионерска организација организираше посета на стари и болни лица, членови на пензионерската организација во општините Кочани, Зрновци и Чешиново Блешево, кој ги покрива Кочанското здружение. Преку Комисијата за активност на жените, поднапред собрани податоци, е направена посета на 18 наши членови, од кои 10 во руралните средини и 8 во градот. Трочлена екипа предводена од доктор Павлина Тодосова ги посети овие наши пензионери и им даруваше скромни подароци, а со нив разговараше и за нивната здравствена состојба, при тоа мерејќи им го крвниот притисок и делејќи им совети за нивното лекување, ни изјави Ѓорги Серафимов, претседател на Сдруженијето на пензионерите од Кочани. Според Серафимов и Комисијата за здравство и стандард, поднапред добиени податоци од ограноците во овие 3 општини, на 50 членови на пензионерската организација со мали пензии и со тешка социјална состојба им додели социјални пакети со прехранбени производи.